Добре дојдовте во ново издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Ова се настаните на денот. Протест кај Искрин мост се бара безбеден пат. Куманово трет град по заболени од COVID-19. Обезбедено возило за лица со посебни потреби. Незадоволни жители од 15-тина села, но и кумановци кои имаат викенд куќи во Которскиот дел, денеска организираат двочасовна блокада на алтернативниот пат кај Искрин мост. Тие се револтирани од спората реконструкција на мостот, но и небезбедниот пат по кој секојдневно се движат. Најавуваат протести и наредните денови доколку не се прифатат нивните барања. Повеќе од прилогот што следува. Двочасовна блокада на алтернативниот пат кој води кон мостот на Пчиња, познат како Искрин мост, на регионалниот пат Куманово Свети Николе. Незадоволни жители на 15-тина села реагираат на спората реконструкција на мостот, кој е еден од најдолгите во државата, 335 метри. Укажуваат дека алтернативниот пат е небезбеден, а низ него секојдневно поминуваат тешки товарни возила. Тие се движат по импровизиран мост направен од цевки, бараат асфалти и патна сигнализација. Да се асфалтира овој пут овдена што го проваѓа веќе 100 дена. Пошто беше работа да го направи мост за 100 дена. Пошто ништо не се презима за овој, пошто луѓе има што живи овдена. Барања су да се направи, да се тури путна сигнализација, да знае луѓе куде да иде за Свети Николе, пошто овдена нема ништо. Снимаа сте го знак, видеа сте го, почнаа народот тера мајтап. Пишено на министра Бочварскога, јавено на градоначалника нашега, нема ингеренција, пошто било под ЈПДП, јавено на директора на јавни предпријатија државни патишта, никој ништо не презима. Значи, едина варијанта ни беше овај, да се спасимо и од прашину и да не кршимо авто. Одсечен е цел Которски крај натаму. 15 села има таму. Ова требаше да се све тампонира со гребен асфалт, исто да се порамни, од тоа ништо, направија нешто само колку таму има 50 метри колку е асфалт ставија и друго ништо. Доколку не се направи ништо, доколку не преземе некои njini таму мерки што треба да се ги преземе, на нас ќе ни преостане само едно, само да штрајкуваме. Ќе блокираме путот до Бршане, ако треба и рано сабале, све додека не дозволува тие 2 сата, 3, 4, 5, ако треба и пола дан, нема да дојде, може и цел дан нема да дојдев да работив ни исто и овие што работив на мост, све додека не го направи овој пут. Жителите дополнително стравуваат, бидејќи тешки товарни возила секојдневно поминуваат во близина на гасоводна мрежа. Тие и пред еден месец одржаа мирен протест по кој издействуваа асфалтирање на дел од патот под мостот. Овој пат не е за камиони као шлепери кои преко 7 тон. Ова е неиздржливо, едно друго, најголем проблем ќе имаме од гасовод. Тука гасовод проваѓа низ река, па иде тука нагоре, не е заштитен, тука не е заштитен и одека не е заштитен. На свак премин турат дупли цевки. Тука не знаат дека ќе имат големи камиони ќе проваѓат и цевки не су турали дупли. Кај мене горе, кај што ми е сервис, ми ставија дупла цевка и тоа нема камиони да иде, може да буде еден камион ќе пројде. Овдека е нон-стоп со шлепери. Патот, освен што не е осветлен ноќе, нема ниту сигнализација. Поставени се рачно изработени дрвени знаци на кои е испишано Свети Николе. Голем број на граѓани, значи, не знаат каде да идат, во кој правец да се движат, па лутаат по овие овдека патишта, се губат, не знаат каде да идат, каде да се движат, доаѓаат во нашите куќи, прашуваат. Би требало да се стави на сите тие раскрсици горе, да се стави табли, да кажеме Куманово Свети Николе и обратно, затоа што овдека има многу тие мали патишта каде што луѓето стварно не знаат каде да се движат и каде да одат. Овдека тој импровизиран мост, доле се ставени некои цевки, горе е ставен некој песок, не е поширок од 3 метри. Од ден на ден тој песок се руши, неколку пати имаше наплив, големо количество на вода од Пчиња.
тој мост беше однесен, па повторно го правеа. Значи од ден на ден тој песок се руши, е многу опасно за возење, може некој да настрада. Од јавното предпријатие за државни патишта појаснуваат дека сообраќајот за лесни и тешки товарни возила треба да се одвива по автопатот Миладиновци Свети Николе, а не по алтернативниот пат кој е наменет за движење на локалното население. Од предпријатието дополнуваат и дека тие асфалтирале и поставиле сигнализација за пропуштање на возилата, но немаат надлежност да подобруваат локални патишта. Мостот е предвидено да биде затворен 100 дена. Одлуката беше донесена откако беше утврдено дека при реконструкцијата е изместен еден од носечките столбови за 70 сантиметри. Куманово се наоѓа на третото место во државата по бројот на активни случаи на COVID-19 веднаш по Скопје и Тетово. Бројот на активни случаи во Куманово според вчерашните податоци изнесува 898, а на ниво на државата 13.412. Во Македонија, според статистиката од вчера, регистрирани се нови 464 случаи на COVID-19, 23 починати и 435 оздравени пациенти. Од вкупниот број на новозаболени, 42 се кумановци, има едно починато лице од Куманово. Инаку на вакциналните пунктови од државата и на терен, заклучно со вчера се вакцинирани вкупно 758.622 граѓани. Прва доза вакцина во петокот и саботата примиле над 4.000 граѓани, а вкупно се вакцинирале над 23.000 граѓани. Во Општинската изборна комисија во Куманово доставени се 5 кандидатури за градоначалник и 13 советнички листи. Повеќе детали од прилогот што следува. 5 кандидатури за градоначалник и 13 советнички листи за предстојните локални избори се доставени во Општинската изборна комисија во Куманово. Кандидати за градоначалник имаат партиите ВМРО ДПМН Тони Михајловски, СДСМ Оливер Илиевски, коалицијата ЛДП и Дом Теодора Димитровска, коалицијата Алијанса на албанците и алтернатива Беким Салију и независниот кандидат Максим Димитриевски. За пополнување на 33 советнички места во Советот на Општина Куманово, кандидатски листи доставиле 10 политички партии и 3 граѓански иницијативи. Носител на советничката листа на ВМРО ДПМН е Елена Доцевска Божиновска, на СДСМ Тина Мургашанска, на ЛДП и Дом Валентин Ефтимовски, носител на советничката листа на Алијанса на албанците и алтернатива Дритон Сулемани, носител на левица е Никола Лазаревски, на ДПА Аљел Куртиши, Единствена Македонија Сунчица Павлова, Движењето Беса Хулјусија Сипи, Интегра Виолета Арсовска, Дуи Арта Мехмети Адеми. Независни листи за советници се За наше Куманово со носителката Ивана Ѓоргиевска, Фронт за урбано Куманово Милош Стаменковиќ, За чисто и хумано Куманово со Сузана Ѓорѓевиќ. Од Општинската изборна комисија информираа дека се уште трае процедурата за разгледување на кандидатските листи за градоначалници и советничките листи, пошто официјално ќе бидат објавени. Без струја во текот на утрешниот ден ќе бидат 2 населби и едно село во Куманово, информираат денеска од регионалниот центар за управување со кризи. Во период од 8:30 до 15 часот без напојување со електрична енергија ќе бидат корисниците од населбите Ајдучка Чешма и Иго Тричковиќ. Во период од 10 до 12 часот прекини во снабдувањето со електрична енергија се најавени за корисниците од селото Четирце. Станува збор за најавени прекини од страна на Евано Македонија поради интервенција во мрежата. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово спроведоа акцијска контрола за санкционирање на возачи кои вршат непрописно пристигнување на територијата на Севера Куманово, при што санкционирани се 13 возачи. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот и заедно да придонесеме за посигурни патишта, се вели во соопштението од полицијата. Преку проект на Центарот за развој на Североисточен плански регион, Општина Куманово обезбеди специјално возило за потребите на Центарот за лица со посебни потреби во надлежност на Министерството за труд и социјална политика. Целта е да се овозможи подобар и поквалитетен транспорт на корисниците на услугите на Центарот.
Дневниот центар за лица со посебни потреби во надлежност на Министерството за труд и социјална политика денеска доби возило за полесен пристап и поквалитетен превоз на корисниците, донација од општина Куманово. Станува збор за реализација на проект на Центарот за развој на Североисточниот плански регион, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа. Чест ми е што и општина Куманово има можност да излезе во пресред и да додели едно вакво возило на ресорното министерство. Жалам што нема представници од ресорното министерство кои што ќе се одважат да го примат возилото, но како и да е во директен контакт со представниците од центарот, еве го врачуваме ова возило. Вредноста на возилото е некаде околу 2.100.000 денари. Ова се наши сограѓани кои што секојдневно се соочуваат со проблеми и тие и членовите на нивните семејства, и ние како и до сега и од тука понатаму ќе продолжиме во овие дневни центри да даваме поддршка на овие наши сограѓани. Има потреба за изградба на вакви поголеми капацитети и државата час поскоро треба да изнајде начин и решение да дадеме можност на сите наши сограѓани да ги користат ваквите дневни центри и за деца, но и за возрастни лица. Денеска го реализиравме проектот за доделување возила на 3 меѓуопштински центри за социјална работа на Куманово, Крива Паланка и Кратово, а овој проект е награден проект за Центарот за развој на Североисточниот плански регион како најуспешен центар, информира Владимир Павловски од Центарот за развој на Североисточниот регион. Целиот проект во проектот одржив инклузивен рамномерен развој, фаза 1 кој што завршува во септември 2021 година. Самата потреба за набавка на такви возила беше установена од посетата и состаноците кои што беа одржани заедно со градоначалниците од Североисточен плански регион, кои што го формира регионалниот совет за социјална работа, преку кој ќе обезбедуваме додатни средства за лицата за социјалните услуги и за лицата со посебни потреби. Целиот проект чинеше околу 6.300.000 денари, беа секој возило чини 2.169.000 денари и задоволни сме што на овие луѓе ќе им овозможиме полесен пристап за нивните секојдневни потреби. Би сакал во оваа прилика да искористам и во име на Дневниот центар и Центар за социјални работи да изразам голема благодарност на проектот кој е финансиран и поддржан од Министерство за локална самоуправа и Швајцарска агенција за развој и соработка, а изведен и имплементиран на инвестицијски проект од Центар за развој на Североисточен плански регион. Мислам дека со оваа донација многу добивме, затоа што подобро ќе ги решаваме нашите планирани активности со лица со посебни потреби при изведување на секојдневните активности. Дневниот центар за лица со посебни потреби, сместен во еден дел од градинката Ангел Шајче кај поранешен Чик, е со капацитет за 24 корисници, но поради пандемијата бројката на лицата сега што секојдневно го посетуваат центарот повеќе од двојно е намалена. На 18 и 19 септември на спортските терени на градскиот кеј ќе се одржи кинолошки викенд, државни изложби во убавина на разни кучиња и специјализирани клубски изложби. Организатори на изложбите се Кинолошкото друштво Кинолог од Куманово во соработка со Бул Териер клуб и Македонски клуб на Пудли. Сите информации можете да ги добиете на телефонскиот број 078 208 043 и 071 291 407. Во продолжение следуваат и кратките вести од Македонија. Државниот завод за статистика ја информира јавноста дека попишувањето продолжува со посакуваниот интензитет и темпо. Во текот на вчерашниот ден, 12 септември, се попишани 111.186 лица. Државниот завод за статистика уште еднаш ги известува граѓаните дека за сите дилеми и нејаснотии кои ги имаат во врска со процесот на попишување, можат да се обратат во бирото за попис на телефонските броеви кои се објавени на веб страницата popis2021.stat.gov.mk. Попишувачите кои го спроведуваат попишувањето на терен се овластени лица на Државниот завод за статистика, кои се обучени за оваа активност и апелираме до населението да ги прими во своите домови со доверба и почит и да ги даде потребните податоци.
Првиот човек на Државната изборна комисија Александар Даштевски го пречека камионот со серверот со 10 станици за полнење на терминалите за читање на отпечатоците од прсти со податоци од гласачите што ќе биде поврзан со главниот сервер на ДИК. Серверот дојде една недела порано затоа што оваа операција ни е важна. Треба да видиме дали ќе се полни серверот, како ќе се полни и за колку време. Така што полека пристигнува целата опрема и за неколку дена ќе имаме нова пратка, поголема од 950 терминали, така што почнуваме со работа. Ако серверот покаже дека добро работи, ДИК ќе се подготви за едукација на председателите на избирачките одбори, истакна Даштевски. Тој рече дека било многу добро затоа што серверот е пристигнат и некаде од 28 септември, 4 дена откако ќе се заклучи избирачкиот список, ќе почне да се полни со податоци и тоа ќе трае неколку дена. На локалните избори закажани за 17 октомври првпат во земјава ќе се применат системи терминали за вчитување на оттисоци од прсти за идентификација на гласачите. Бензините од ноќеска на полноќ поскапуваат за 1 денар по литар, а цената на дизел горивата останува иста, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,84%. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 73 денари за литар, Евросупер БС 98 ќе се продава за 75, Евродизел БС за 63,5, а екстра лесното масло за домаќинство за 63 денари за литар. Со одлуката за 0,552 денари за килограм се зголемува и малопродажната цена на мазутот и сега ќе изнесува 38,3 денари. Територијалната противпожарна единица Куманово викендов бележи неколку интервенции, претежно на запалена сува трева и стрништа. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи, пожарникарите интервенирале на запалена сува трева и стрниште во атарот на селото Романовце. Сува трева горела и во атарот на селото Липково на потегот кон селото Оризаре, во атарот на селото Пресница и Табановце, а сува трева горела и во населба Карпош. Пожарникарите вчера вечер интервенирале и на булеварот Трета МУП, каде што бил запален контейнер, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Полициски службеници од СВР Куманово спроведоа акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возило со брзина поголема од пропишаната на територијата на СВР Куманово, при што санкционирани се 21 возач. Времето денеска во Куманово беше сончево со максимална температура од 28 степени и минимална од 11 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со дневна температура од 29 степени и минимална од 11 степени Целзиусови. Ви благодариме што наследевте. Останете и понатаму со нашата програма.